момчиња, мажи. Се надевам дека ќе го предизвикам и дека ќе го задржам вашето внимание во следните минути. Но пред секого се и момчињата во прашање, се надевам дека родителите ќе бидат оние кои што ќе го имаат нашето внимание. Сега, истражувањата покажуваат дека младите момчиња, но и мажите имаат проблем во искажувањето на чувствата, имаат проблем во споделување на она што им се случува. Зошто? Поради тоа што нашето општество се уште живее во стереотипи, во затвореност, во осуда, дека момчињата и мажите не треба да ги споделуваат своите емоции. Како главна причина за ова, отворен е првиот центар за советување на момчиња и на мажи во Скопје. Отворено е од страна на Сдруженијето Хера, а мој соговорник е Виктор Бучковски. Добро утро. Добро утро и на вас. Зошто, кога имаме нови генерации, кога имаме можност и достапност повеќе од било кога и на информации, зошто се уште да постојат стереотипи во споделување на емоциите, во барање на помош, поддршка и совет, се уште? Или тешко се излегува од затвореноста? Би почнал од мојата генерација, дека за неја ми е најлесно да зборам. Јас имам 25 години и сметам дека помеѓу нас, веќе помеѓу мојата генерација 1-2 помали или постари, табуто за емоциите и табуто за разговорот можеби и не е толку силно. Сакам да верувам дека се опушта. Но ние сме многу мал дел од целото општество. Нели вие треба да ги менувате работите? Ние треба да ги менуваме работите и јас се надевам дека центарот, со отварањето на центарот може ќе ги предизвикаме повозрасните или оние луѓе кои се чувствуваат на некој кои се чувствуваат дека се на некој непријатен крстопат во животот, например, што сме ние, не знаеме која одлука да донесеме, таа одлука може да донесе некаков тип на потешкотија во нашиот живот. Не мора да сме во криза за да разговараме, сакав да кажам. И сметам дека преку тоа со центарот отвараме можност за еден разговор со терапевт или со психолог, кој што е таму за вас едноставно да ве ислушам, бидејќи ние може да разговараме со пријателите, може да разговараме со семејството, но не верувам дека семејството и пријателите можат да бидат со нас објективни. Така што во центарот имате можност да извршите една објективна обсервација на себе, да видите каде сте во овој момент. Како главни причинители со кои што мажите и момчињата се плашат да зборуваат, сте ги навеле во ова помодерно време, анксиозноста, депресијата и стравот да се споделат мислите. Апсолутно. Апсолутно, стравот да се споделат мислите. Зошто стравот да се споделат мислите? Знаете, многу Затоа што ќе ве осудат, дека вие сте маж, дека вие сте момче, вие не смеете да бидете тажни, поништени никогаш, дека не смеете да се чувствувате дека ви се плаче никогаш и дека треба да заплачете, така? Тоа е тоа? Сметам дека тоа станува збор за забрани тука. Сега дека нас во домот, во кругот на пријатели не забрането да ги чувствуваме сите емоции или пак можеби треба да имаме, би рекол, посредник за чувствување. Например, ние мажите може да собереме 7 луѓе и да гледаме финале светско првенство. Ќе гледаме финале светско првенство, тие 90 минути нема забранете емоции. Ќе пцуе, ќе вика, ќе плаче доколку победи неговиот тим. Но кога ќе завршат тие 90 минути, после пак се враќаме на таа почетна точка каде што би рекол дека имаме една стерилна емотивна интелигенција кај мажите. Она што го спомена, забрането, под наводници забрането го ставивме, ајде малку сега да алудираме, затоа што велам, сакам да го задржам вниманието на родителите. Некако такво ни е воспитувањето, наследено од нашите родители, од баби, дедовци и така натаму, уште детето како мало кога ќе почне да плаче, машко си немој да плачеш, не треба да плачеш, и остана така. Чинам дека родителите се оние кои што момчињата во критичната возраст од 14, 16, 18 години, ја наведовме додека се подготвувавме за разговорот, се оние кои што треба да ги донесат доколку има потреба на советување во советувалиштата. Но доколку момчето смета дека треба да дојде, а нема контакт со родителите и не може да ги сподели емоциите, како го решавате овој проблем? Овој проблем е... Затоа видите ви еден голем предизвик со кој што се соочувате реална состојба во општеството. Да, бидејќи што се случува сега, на пример, ако имам ја хипотетичка ситуација, ќе речеме дека јас имам 14 години и во овој момент немам добар однос со своите родители. Добро. За да дојдете во центарот треба да ве донесат вашите родители. А докога се јавите сам, тоаш родителот може да направи проблем на нас, односно да направи проблем на центарот. Па тука би дал апел до родителите доколку сметаат дека со нивните деца
не успеваат да најдат заеднички јазик, дека слободно ги донесат да разговараат, дека сепак на секој му треба објективност кога се соочува со било каков проблем. А велите дека апелот го насочувате кон родителите што повеќе да разговараат со своите деца и да одржуваат пријателската, другарската близина за да може да се спречи наместо да се лечи. Колку време сте отворени? Отворени сме 2 недели. 2 недели? Многу скоро почнавме. Смеам да прашам колку досега има пријавено? Јас сум пријатно изненаден, бидејќи термините се полни за минатата недела. Сега за оваа недела правевме некои рокади во распоредот, да ослободиме повеќе простор да имаме и оваа недела, така што се надевам дека ќе продолжиме со ова темпо. Поради тоа што навистина ми е мене многу драго кога заминуваат луѓето таму и добре, поразговарав малку со некој, сега ми е малку подобро. Знаете, кога ќе слушнете таа реченица, јас барем се чувствувам многу посебно. Да, не го дополнив прашањето, дали смеам да прашам зашто побарале помош до сега? Би рекол дека моментално во нашето... И која е возраста која што најмногу... Возраста е мешан, возраста е мешан. Имаше неколку дечиња што дојдоа со своите родители, имаше и повозрастни. Кај дечињата што е проблем? Дали е тоа булингот, дали... Се јавува булингот, се јавува осаменост, недружење со другари. Ова се социјални проблеми за кои што гласно треба да зборуваме, затоа велам јајде да споделиме кои се чувствата, кои се емоциите за кои што се бара помош. Можеби ќе поттикнеме да оние што не гледаат да ве побараат. Сметам дека во нашето општество денеска расте индивидуализацијата, но стравот се јавува таму што кај мене што индивидуализацијата може да донесе и до изолација. И од изолацијата после се јавува осаменост и со осаменост веќе се соочуваат голем број од луѓето. Имавме неколку случаи од луѓе што се чувствува премногу осамен. Имаше многу дечиња што дојдоа кои што се чувствувале анксиозно во училиште или биле булити, имале некој непријатен настан во школа, кој што беше добро дека го споделиле со родителите. Знаете, доколку не го споделиле со родителите, тоа што родителите ќе немаа можност да сеат. Така што би рекол дека тоа е позитивна работа, што децата имаа можност да разговараат слободно со нив. Добро, тоа се децата кај повозрастните мажи. Кај повозрастните мажи сметам дека Чина ми ваша таргет група. Да, апсолутно е таргет група, поради што главната причина е поради што после на себе стигма и кога никогаш не си побарал помош, ти не си ни способен да оцениш дека во овој период или во овој момент ти имаш потреба за разговор. Ти не си свесен дека имаш потреба да ги смениш навиките, а сепак се соочуваш со социјалниот притисок кој што ги има општеството. Дали ќе биде тоа заработувачката на средства, дали ќе биде било каков друг тип што се појавува од секојдневието, тој притисок кој се гради со години. Сакате да кажете дека многу е голем притисокот на мажите, го чувствуваат мажите во општеството наспроти жените, поголема одговорност, поголем притисок, може би го прави тоа да и стигмата да биде поголема, дека и всушност се позатворени и да не дојдат кај вас да бараат помош? Само не сакам никогаш да викам мажите наспроти жените, секогаш верувам дека емоциите ни и припаѓаат на двата пола. Ама рековме сега дека ќе зборуваме за момчињата и за мажите. Јас сега гледате колку сум јас културна и се ставам во втор план. Гледате колку ви давам внимание. Ајде сега кога ви давам внимание, искористете го. Дали сметам дека мажите се соочуваат со поголем притисок? Може да кажам дека ненавиката да споделуваат работи за себе лични, може со текот на годините да создава притисок. Докога промениме навиката, тогаш може да се ослободува притисокот според мене. Сега ќе промениме ли навиката, се промени ли навиката за одговорноста за сопственото здравје. Од и назад години здравствените работници никако алудираат за тоа дека здравствената култура кај мажите всушност секогаш е малку пониска од жените. Жените не се плашат да побараат помош, особено кога е здравјето во прашање или да се консултираат, а пак мажите си уште се срамат, можеби, за некои состојби да зборуваат. Сега, се променија ли тие навики? Мислам дека не се променети тие навики. Мислам дека можеме тука да споменеме и за она што го работите исто така како здружение Хера. Во младинскиот центар сакам да знам на Хера, покрај тоа што го имаме центар за советување и поддршка на мажи, имаме 3 дена во неделата и можност за дерматовенеролошки услуги доколку се потребни на било кој маж. Да. Тоа се може да се отвори на hera.org.mk. Во делот Младински центар, сакам да знам, во сервиси се запишани и термините и телефонскиот број на кој што може да се јават да закажат, доколку имате било каков друг проблем.
кога сме ке телефонските броеви, колеги, може ли внимание за телефонскиот број од Центарот за советување за момчиња и мажи? Значи, телефонскиот број е 070 299 026. Ке го повторам уште еднаш, 070 299 026. Тоа е телефонскиот број на кој што можете да се јавите и да закажете термин, доколку сакате да дојдете во Центарот за советување на момчиња и мажи. Работи од колку до колку? Центарот работи од 10 до 5, односно во период од 10 до 5, јас сум таму. Добро. За сите прашања кои ви интересираат, да може да се слушнете со мене било какво прашање кој имате околу психолог да разговараме, а после тоа јас ве спојувам со психологот кој ви одговара и тоа може да биде и покасно од 15, бидејќи многу луѓе работат до 4 до 5, да знаат дека може да имаат и консултација и подоцна. Важно да напоменаме дека може да се комуницира и онлайн, преку Viber, WhatsApp, Skype, која од платформите ви одговара. Значи може да преку било која од платформите, социјалните платформи, значи на телефонскиот број 070 299 026. Така, може и така да. Уште да дополнам дека имаме можност, услугите ги даваме и на македонски јазик и на албански јазик. Како може да? И на македонски јазик и на албански јазик. Така, и на македонски и на албански. Извинете, да, не ве доразбрав. Добро, останува само уште да ве прашам, а тоа е дека какви ви се плановите за лето? Ке работите? Апсолутно ќе работиме. Да. Ќе работиме. Сметам дека во летниот период сите сме поопуштени и Добро. Сметам дека може нивото на работа би било пониско, но ќе бидеме отворени. Сега за сега јас немам. И не споменавме, јас извинувам, не споменавме дека е бесплатно. Да, апсолутно бесплатно. Да, бесплатно советување. Често го заборавам, ја тоа е многу важно да се многу спомне, важно, многу да. важно. Бесплатно е и во овој момент јас немам одредени очекувања, пошто сметам дека така си ги менаџирам и очекувањата и нека нема да има разочарување доколку не бидеме успешни во периодот кој што следи, така што Виктор, се надевам дека ќе се менуваат работите. Се надевам надевам дека вие јас. билите дека е еден многу голем предизвик за вас Центарот, кој што како помлада генерација, кој што сакате да ги менувате на подобро се разбира работите и се надевам дека ќе успеете во тоа. Се надевам надевам дека ова ќе биде ваш успешен подвиг.